Улала, Peugeot 308 по втор пат. Улала, мислам дека го користам за последниве неколку Peugeot емисии и вреди и мислам дека и ќе продолжам да го користам во наредниот период, бидејќи Peugeot со последниве неколку модели ова што го направија дизајнерски е стварно ремек дело. Минатиот пат кажав дека едноставно 308 може да се земе и да се однесе во музеј и да биде изложено како уметничко дело. Така и сега, бидејќи нема никакви разлики. Истата 308 е. Ја возам по втор пат од причина што ова е плагин хибрид изведба и интересно е да ги споредиме претходната 308 и оваа. Дефинитивно со 208-та тоа го спомнав и ќе го спомнам сега дека Peugeot, мислам прво дека ги прават електрични возилата, ги осмислуваат електрични, па подоцна викаат ајде да ставиме бензински или дизел мотор. Сега, други разлики нема. Освен во багажникот намалена е за некое литро, односно сега нуди 361 литар багажен капацитет, намалена висински најмногу, бидејќи се поставени батериите, други разлики нема. Се е исто, сега си стоат само плюс каблите за да се полни. Позади исто така, никакви измени. Се си исто, удобно, комотно. Можете поубаво да го видите видеото тука со другата 308, кај што објаснувам малку подетално. Снимам сега навечер, бидејќи ако се сеќавате со другата 308 реков дека е толку убава, дека и дури и навечер со сите овие светла се истакнува многу повеќе. Затоа и сега сакав да ви покажам. Добро, сега ќе се упалат светлата, ќе видите како едноставно се истакнува секоја црта на колава. Феноменален дизајн. Сега, внатре, тука има неколку измени, што може Фичо да дојде и да ви покажам. Ова е актив пакет. Тоа значи дека е едно ниво пониско од претходната верзија што возевме, тоа беше GT Line, мислам. И буквално таму имаше се од опрема. Тука имаме 10-инчен екран кој што е стварно, екранот системски е феноменален, лесен за навикнување, респонзивен, одлична графика, одличен систем, но со актив како помалку опрема, овој дизајн тука е сменет, наместо дигитален сега е со физички копчиња, но повторно ми се допаѓа бидејќи е функционално. Особено овие копчиња за клима уредот многу ми се допаѓаат, бидејќи нема да притискате дури возите како некои слепи луѓе за дури да најдете кај е точно копчето за клима, тука едноставно си ставате на тркалцето и се ротирате за посекуваната температура. Тоа е феноменално и многу практично. Надале нема да спомнам. Милион остави, USB портови, многу практичен автомобил. Тука си е картичката одевана за полначот, бидејќи ќе ви треба. Можете да возите само на струја, тоа ќе го зборам за кратко, но пред да почнам со тоа мора да потенцирам еден момент што ми иритира. Колава вреди 43.550. 43.000 евра. И да немам во понуда паркинг камера и паркинг сензори, добро, има паркинг сензори само позади, ама немам напред, на 43.000 евра. Се уште да се заработува за тоа, 21 век. Малце ми е смешно, искрено. Тоа ме разочара многу. Другиот момент, особено во Зенјава. Улала, ајде дојдеме внатре. Сега луѓе, во поглед на перформанси, станува збор за 1.6 турбо бензински мотор, комбинација со електромоторот, нормално бидејќи плагин хибрид, заедно произведува 180 конски сили, што за секој ентузијаст на коли кој што сака малку поспортски перформанси ги задоволува, ама буквално сите желби, бидејќи стапнете на гаста, лудо, дзет, катапулт, многу брз, многу експлозивен. Нормално за тоа помага електромоторот, бидејќи моќност имате веднаш во секој момент. Има 3 различни режими за возење, тоа се електрик, хибрид и спорт. Електрик возите комплетно само на струја, бидејќи плагин хибрид, како што кажав, и можете до 30 км да извозите само на струја, што е супер, бидејќи за низ град се сосема доволно тие километри. За да намалите на потрошувачка драстично,
а исто така и на загадување. Сега во поглед на комбинираната работа на моторите, потрошувачката се движи некаде околу 3 литри, се зависи од вас колку ќе бидете агресивни на педалата за гаста, можете и пониско, можете и повисоко. Во спорт кој ќе уклучите нормално, оди потрошувачката малку погоре. По поглед на стабилност, значи бев презадоволен од претходната 308-ца, ама исто како кај 208-цата што спомнав дека Peugeot едноставно ги прават возилава прво електрични, па подоцна се останато, така сметам и тука. Едноставно многу подобро функционира во оваа плагин хибридна изведба отколку во дизелската претходна што возев, бидејќи не знам, некако ми е многу постабилен, чувствувам многу подобра контрола над возилото. Целиот дизајн едноставно повеќе ми одговара на таа идеологија. Не мора да ви објаснам исто како и минатиот пат, седењето е ниско доле, воланот ви наметнува еден негов стил на седење кој што мора да биде воланот спуштен подоле, за вие да ги гледате контролите горе и исто така автопатот. Не секој може да се навикне на таков стил, но од кога ќе се навикнете е многу поинтересно. Интересно ми е што кај оваа 308-ца ми влева една емоција, односно стравопочит имам од самата кола. Тоа воопшто не е лошо и не треба да гледаме како нешто погрешно, бидејќи тука ќе се сетам на еден мој пријател кој што татко на мој пријател кој што спомна, бивши тркач инаку, и секој пат ми збореше кога возиш брзо мораш да имаш стравопочит кон колата и кон брзината. Не од она да се плашам како вози, туку едноставно да се плашам од самата брзина, од што се може да ни придонесе, бидејќи тенка е границата од да направиме белја и да направиме нешто многу добро. Така и кај 308-ца морате да го почитувате автомобилов, бидејќи во секој момент можете да добиете максимални перформанси кои што не се шала, кои што се многу сериозни, кои што може да направат големи насмевки или големи проблеми. Затоа некако со почит мора да соработувате двајцата, вие со колата, бидејќи ако не го почитувате колку е стварно сериозен автомобил, колку сериозни перформанси нуди, тогаш лесно ќе направите грешка. Инаку стварно е многу стабилен. Возењево на 308-цаве како на шина. Извини Фичо, те малтретирам сега, ама вау, стварно како на шина е. Толку стабилен автомобил, толку да ви е кејф да го управувате, страшно многу добар. Уживанци, инаку уште да дополнам. 8 степен автоматски менувач, фантастичен, не се чувства менувањето, тоа го спомнав и во претходната епизода. Не е ништо поразлично и тука, значи феноменални воопшто. Peugeot што го нуди како целокупен продукт, јас сум заљубен. Плагин хибрид или претходната изведба, дефинитивно плагин хибрид, бидејќи зошто не? Зошто не? Ги знаеме сите придобивки финансиски, еколошки, да. Дефинитивно. Перформанси, тоа е тоа. Само моментот, 43.000 евра, да немам паркинг камера, да немам паркинг сензори напред. Не знам што да кажам. Направете subscribe, се гледаме наскоро со ново видео. Чао!